Почитувани, со секој изминат ден од владењето на СДСМ станува се појасно дека оваа власт работи исклучиво на штета на граѓаните. Преку најновите измени на Законот за пензии, власта директно удира по една од најголемите категории на граѓани во државата. Со измените на законот се предвидува усогласување на пензиите само доколку постои раст на трошоците за живот, а не како досега, кога усогласувањето се вршеше не само кога постои пораст на трошоците за живот, туку и според растот на платите во државата. Имајќи го во предвид дека Македонија е земја каде сите политики се насочени кон ниска инфлација, односно што помало зголемување на трошоците за живот, а резултатите од минатата година покажуваат дека истите се зголемиле само за 1,5%, пензионерите речиси нема да добијат некое покачување на своите месечни примања. Од друга страна, имајќи во предвид движењето на нето платите за минатото полугодие, со ова законско решение пензионерите ќе бидат оштетени за околу 500 денари месечно. Во ситуација кога повеќе од половина од пензионерите во земјава имаат подпросечни примања, односно добиваат помалку од 14.421 денар, колку што изнесува просечната пензија во Македонија, ова ќе биде удар врз пензионерите кои се најранливи, односно оние со најмали пензии. Гледано во бројки, од вкупно 320.000 пензионери, дури 170.000 имаат пензија под просечната, а околу 80.000 примаат пензија која е под 9.000 денари. Со овие законски измени, пензионерите кои земаат најниски пензии и во услови на најмало зголемување, ќе добиваат помалку од пензионерите со поголеми месечни примања. За разлика од претходните години, кога ВМРО ДПМН беше на власт и се вршеше правично подеднакво зголемување на пензиите на сите категории на пензионери. Вака предвидените измени на законот секако нема да ги одминат и прилепските пензионери, кои се повеќе од 12.000 на број и важат за едно од поголемите пензионерски здруженија во државата. ВМРО ДПМН знае дека оваа категорија на граѓани заслужува многу подобро. Заслужува почитување и вреднување на нивниот вложен работен труд низ годините. Нашите политики, како во минатото, така и во иднина, ќе бидат насочени кон подобрување на животот на пензионерите и постојано зголемување на нивните месечни примања. Токму затоа, пратеничката група на ВМРО ДПМН денеска ќе поднесе закон за укинување на новото законско решение и враќање на претходното. Ви благодарам.